Ова се снимки до кои дојде Телма, а се од камери на една од куќите каде се гледа осомничениот сериски убиец од Старо Нагоричане. Видеото трае 2 минути, а на него се појавува крупен маж со подолга јакна и капулјача на главата, кој се обидува да ја отвори вратата во куќата. Но таа е заклучена. Според изворите на Телма се работи за дом кој се наоѓа близу местото познато како Коински мост, а во куќата живеела сама повозрасна жена. На нив се гледа и дека се снимани на 23 јануари годинава, во 1 часот и 54 минути после полноќ. Токму овие снимки биле пријавени во полицијата, тврдеа жителите на Старо Нагоричане, со кои разговаравме викендов. Сите потенцираа дека полицијата не сакала да ги земе предвид, бидејќи камерите кои биле поставени на приватен објект по закон не биле пријавени, па затоа не можеле да ги земат како докази. Според мештаните, веќе подолго време кружеле сомнежите за 25 годишникот од селот близу Дргоманце, кој со велосипед го обиколувал регионот, дека е можно да убива и силува жени, но никој не ги истражувал случаите. Извори за Телма од истрагата сега тврдат дека се истражуваат 5 починати жени, кои биле пронајдени мртви во нивните домови, 3 од годинава и 2 од лани. За сите, освен за една, е заедничко што се жени во години. Починале сами дома, но и сите биле пронајдени полуголи или голи. Само една жена која е пронајдена мртва во својот дом пред околу 1 месец и закопана, била помлада на околу 35 години. Токму за неа сега обвинителството бара обдукција откако беше есхумирана. Случајот за можен сериски убиец се откри по приведувањето на 25 годишникот осомничен за убиство на последната жртва за која обвинителството извести дека утврдило дека не починало од природна, туку од насилна смрт. Била задушена со перница и кебиња во периодот од крајот на јануари до 10 февруари, кога и била пронајдена. Ниту од полицијата, ниту од обвинителството во интерес на истрагата не сакаат да откриваат детали, но ќе се истражува дали има пропусти. Според жителите на околните села, осомничениот имал потешкоти со говорот и комуникацијата. Од Центарот за социјални грижи велат дека не бил регистриран како корисник на било какво право. Живел со мајка и очув во многудетно семејство во селото Малотино, кое се наоѓа над Дргоманце, каде се пронајдени и дел од жртвите.